Почитувани средношколци, студенти, родители, професори, наставници и сите граѓани. Средношколскиот пленум ве повикува на третиот средношколски марш кој што ќе се одржи во четврток на 23 април со почетно место кај фонтаната во градскиот парк. Рутата на маршот е следнава. Се движиме по булеварот Илинден, потоа движиме кон по булеварот Свети Климент Охридски со крајна точка на маршот, а тоа е овде ова место, тоест Министерството за образование и наука. Ги повикуваме сите граѓани да ни се приклучат во оваа наша борба која што трае веќе 2 месеци и треба да истраеме до мојата порака е, нашата порака, тоест на средношколскиот пленум е да истраеме до крај во оваа борба и да ги добиеме нашите да ни се исполнат нашите барања и да ги добиеме нашите цели кои што сме ги зацртале. Идејата за овој трет средношколски марш е тоа поради игноранскиот однос кој што Министерството за образование и наука го има кон на средношколците, бидејќи ние повеќе од 10 дена значи константно секој ден се јавуваме во Министерството и никој не крева слушалка, сите не одбиваат, не сакаат да осварат средба со нас, за да можеме да седнеме на маса и да ги срочиме нашите аргументи и нивните аргументи и да видиме каков резултат може да постигнеме. Значи вака, барањата на средношколскиот пленум се ставање во мирување на законот за екстерно тестирање и враќање на стариот концепт на полагање на државна матура. Што тоа значи? Враќање на стариот концепт на полагање на државна матура, бидејќи со новиот концепт ние добиваме во 14 дена да полагаме 7 пати матура, тоест писмено и електронски. Ние сакаме 4 предмети од државната матура да се полагаат во еден ден, тоест во еден дел, да не бидат поделени на писмено и на електронски. Се однесува до екстерното тестирање, големи нелогичности се појавуваат, еве колку веќе 3 години трае тоа екстерно тестирање, имаме големи нелогичности во врска со тоа, пред се поради ако некој ученик добие единица нели на екстерното тестирање, таа единица се заведува во свидетелството и со тоа свидетелството станува невалидно. Потоа имаме големи технички пропусти кај екстерното тестирање, тоест паѓа системот за време на тестирањето, некои прашања не се појавуваат, некои одговори не се појавуваат, а истото стравуваме дека истото може да се случи и со кога ќе дојде електронски да полагаме државна матура, нели може да падне системот и со тоа ние ја паѓаме матурата и немаме право да полагаме потоа. Официјална поддршка досега не изразија студентскиот пленум, наставничкиот пленум и сите родители, професори и граѓани кои што не поддржуваат нас. Средношколскиот пленум е организација со хоризонтална поставеност која што нема партиска позадина зад себе. Средношколскиот пленум е направен од средношколците за средношколците. Па во моментов, како што гледате и самите не учиме, се одвива бојкотот на наставата, веќе 10-ти ден се на почетокот знаете и самите дека имавме различни притисоци од сите страни, но како проаѓа времето, притисоците се намалуваат, секако се појавуваат и нови притисоци со тоа дека ако не ги потпишеме конкретно за пријавите за државна матура, ако не ги потпишеме тие пријави, нема да полагаме државна матура, туку ќе полагаме училишна, дека можеби проектните задачи нема да ни важат кои што се дел од државната матура, дека ќе се полага само еднаш матура, тоа е само еден рок, можеби во август, и дека ако тогаш се падне матурата, дека треба да чекаме 1 година за да полагаме повторно. Се уште не сме се соочиле со таква работа, но ве верувам дека и во законот точно експлицитно стои дека санкции за учениците нема. Може да има санкции за родителите, за учениците нема санкции. Тоа е едно класично прекршување на законот за средно образование од страна на Министерството за образование и наука.